Традиционално, како и секоја година, во Друштвото за наука и уметност во Прилеп се вртеше мазникот или бурек со паричка, кој во Прилеп и други градови во Македонија, наместо за бадник, овој обичај се прославува за христијанскиот празник Василица или Стара Нова година. Во друштвото членуваат голем број на академици, доктори на науки и магистри, кои оставиле голем белег за целокупната научно-истражувачка работа во Македонија. Годинава паричката му се падна на председателот на Организацијата на борците, доктор Круме Соколовски. И ова година нека биде среќна, успешна за сите граѓани и за општината. Јас сум посебно задоволен што имав и семејни радости, неколку се надевам и ова година ќе имам. Од друштвото истакнуваа дека после 10 години ќе има смена на председателството и за прв пат во историјата на чело на оваа организација ќе застане жена. Сметам дека веќе ќе имаме голем подмладок и квалитетен подмладок. Затоа што тоа е исконсултирано е, проверено е и се што тоа направиле сите ни го потврдиле. И сметам тука нема да грешиме во структурата. И второ е, ќе престани патриархатот. Иди матриархат. Од локалната самоуправа истакнаа дека и во иднина ќе продолжи големата соработка со друштвото. Голем дел од нивните идеи и проекти се прифатени од локалната самоуправа. Една од идеите беше да се постави споменик на Крал Марко во центарот на градот, тоа е сега веќе реалност, а исто така уште поголема идеја беше да се издаде и монографија за Прилеп по повод 1000 години постоењето на градот Прилеп, што исто така го реализиравме со голема помош од Друштвото за наука и уметности. Во иднина се најавуваат и други заеднички проекти.